Децка сум снимал. Добро. Нека биде децка. Сестра ти сака кога снимам тука, кога ја снимам тука, така да... Извини, читам глупи коментари. Моментално и некој си таму, Urban Records, Куров Миленче, некој турбо фолк продукција. Човек со жена, со дете, со фин живот, да ти ја он нашол да изиграва како беше изфрустриран, искомплексиран дизајнер као мене. Неорска, здраво. Што преш? Добар ли си? Добра ли си? По дома? Како сте? Супер. Крај година, уште еден месец. Тнко е, 26 ноември. Дојде време да правиме рикеп на годината. Пред да правиме рикеп на годината, сеам да направам рикеп на како тоа умот не доаѓа, бе. Пичку матер. Цело време. Го размислувам и само гледам, прави видеата. Джолев Молев компанија. Од таму почиња, тргнува све. Сениор арт директор, тие такви страња. Значи, дајбе да почнеме да се вратиме у некоја нормала. Ајде 2026 да влеземе у некоја нормала, бе, да бидеме нормални за промена. Ајде. Нека биде New Year's Resolution, луѓето у дизајн да станат нормални. Барем еднаш. Кој стигна, се напиша, се запиша, стана арт директор на LinkedIn. Друже, дали знаеш ти дека у Македонија у моментов на LinkedIn има преку 600 арт директори и сениор арт директори во Македонија, значи. Земја од скоро 2 милиона луѓе. Открито 1.200.000 се баби и дедовци. Пичката мајчина. Што е, бе, брат ми, тоа што те прави тебе арт директор, бе? Што е тоа што те прави тебе арт директор? Тој подписот у мејлот ли е само, бе, да ти е? 5 сантима поише ли ти расте курето да ти е, ако се наречеш арт директор? И знаеш најсмешно, ја сум 17 години работа. Јас сум у овие 17 години 2 пати сум присилен да напишам таква некоја функција на LinkedIn, тоа да ме знаеш, клиентите поубаво им се падат кога ќе видат. Шие ми га ѓуре мојот брат, значи еднаш ка ме натера да се напишам арт директор, фирма кај што работев све освен арт директор, значи од копирајтер до графички дизајнер, до джуниор дизајнер, до ДТП, до све освен арт дирекција. И плюс ке ти даде 700 евра плата. Што, каков директор си ти со 700 евра плата? Каков? 700 евра? Чекај, баш ме интересира. 43.000 денари се 700 евра. К15 у Кам маркет е 46.000 денари. Особо. Ти мене ме дупиш со 700 евра плата? Сакаш да ми кажеш дека 700 евра е арт директорска плата? У кој делулу свет, бе, матер ти ебем ја на тебе, бе? Г100 панкин, бе, друже, бе. Не сте нормални, бе. Таа позиција дека си арт директор, прво нема да ти донесе ништо у животот, освен дека имаш подпис арт директор и ќе пробаш на пичиња да им се ставаш у град дека си арт директор. Што работиш? Јас сум арт директор. Правиам дека постови за 2 август за Скопско и за Тиквеш. Јас сум арт директор. Ти си, брат ми, курац на бициклу и толку си. При тоа сениор арт директори. Каков сениор арт директор, бе? Брк уште не ти расте, бе. Сениоре, дај малце да се оправиме, дај да влеземе у некоја винкла, да кажеме, луѓе, ајде да работиме. И за ова не е крив никој друг, освен газдите и академиите. Освен газдите, зашто газдите на агенциите и газдите на академиите работат заедно, соработуваат, едните ги лажат, едните дека сега си завршил, брат ми, готово стануваш арт директор ти одма у некоја агенција. Другата агенција ти вика, да, ќе бидеш арт директор, еве ти пари за кикирики, доста ти се. Тие, што е работа, бе?
Кај ви текнуваат овие ствари? Значи, арт директор треба да е спремен човек да дава насоки. Тоа значи директор, direction. You're giving directions, даваш насоки, насочуваш луѓе како да работат, како да размислуваат. Не е арт директор само да кажеш дека си арт директор, бе. Не е состојба на умот арт директор. Арт директор е функција од високо значење. И уште кој ќе ги видаме, да влезем и легално правно. Арт директор вработен со договор за вработување. А значи ако веќе ти стои во ставката во работна позиција арт директор, тоа е веќе менаџерска позиција, бе. Има менаџерски договор за вработување, бе. Кој арт директор кај нас е вработен со менаџерски договор? Не ни знае дека постои менаџерски договор. Ја не знаев, бившата сопруга ми кажа дека постои договор за вработување, обичен, значи за смртници, за мене, бате, тате, и менаџерски договор за луѓе на висока функција. Ти не си на висока функција, ти си брат глорифициран джуниор дизајнер, на кој што не може, не сакаат да му дадат поголема плата, его му даваат функција. Повеќе обврски за помалку пари. И деливерито за тоа на крај е срање. Не може да отидам ја како арт директор на фестивал за адвертайзинг, 50 пријави таму, да земам едно трето место и да кажам победивме. Што си победил со трето место, бе, будало една. Првиот позади сте да тиемем, да. Тогаш победивме. О, пичку матер. Сварно не ми е јасно зошто дозволувате од вас да прават мајмуни. Ајде, например, ќе кажеме дека, ќе речеме, си отвораш твоја фирма, твое студио, да. Таму наречи се што сакаш, таму си уствари ти газда на студиото, general manager, chief executive officer, не знам каков си куров, што сакаш биди, брат, тоа по дома, што сакаш, ние по дома джез слушаме и турбо фолк, по дома, сваѓаш. У ГСЕБ-ме по дома. Мислам, ама дај веќе кога настапуваш јавно. Више кога искачаш јавно некоја компанија. Па со таа компанија кога настапуваш негде, кога се гледа фаца таму по сајтови, по глупости, дај бе малце, знаеш. Доведи се у ред, бе, стај се. Прво се срамиш себе. Второ ја срамиш агенцијата. Зборам и на глобално ниво ја срамиш агенцијата, не само локално. Расфрлате со тоа мејл подписите, а и сами знаете дека плачете, и кај до Кузов го кажав у подкаст Истиов муавет. Значи, седиш у агенција и ти вика ти си дизајн лид, а у агенцијата има само еден дизајнер. Што лидаш ти, бе, да ти јам лихни до кајче веслано си, да ти ебам то лид билон. На што лидаш? Што лидер си ти? На кого си лидер да ти ебам? Моронштина, невидена моронштина, која, значи, и тоа е огромен импакт има врз дизајн културата и врз дизајн деливери што се прави во Македонија. Затоа после имаме срање кампањи на Кока-Кола, срање кампањи на, не знам, на скоро све да ти имам. И затоа после и ВМРО и СДСМ и глупости со AI, со глупости, со куров миленчиња, со фотки изгризани од глувци неисечени. Кој стигна си се нарече како сака, бе, да ти имам. Значи, дај бе малце, дај да го скратиме тоа. Почнувате да звучите како оние non-binary куров миленчиња, pansexual бил, мултидисциплинарно сексуал бил. Ајде да се вратиме малце old school. Имаш гей и стрейт и толку. Сега да го фатиме со моите другари од LGB community. Толку е, нема тука многу комплицирање на работите, брат. Или си едното, или си другото. И како и да се вртиш, гзот ќе ти биде од пазади. Дај, стварно мислам, треба да се доведе некој ред. Треба да се направи евалуација на луѓето, на се, да се види кој како работи. Конкретни примери, мислам конкретни, нема да кажам ни брендови, ни агенции, ни ништо, зашто преку курмие, кој ќе слушнам, на црна листа си у таа агенција. Агенцијата ке мене на црна листа од пред 5 години, брат. Кој ебе матер? Ако јас се прашувам, не треба многу луѓе да работат таму.
Им викам, и треба да им викам, бегај, ја им викам, оди види како не треба. И тоа е најболje што можам да кажам. На црна листа си бил агенција, ме заболе куро да ти ебам, за тебе и за агенцијата. Не бате белја, мислиш као, леле, ке нема кај да работи. Ја ке има кај да работи, и сите ке има кај да работиме, брат. Агенции се раѓаат секој ден. Исто како што секој ден секој станува арт директор, така секој отвара агенција. За еден клиент, за 2 клиенти, за 10 клиенти отвара агенција. Најлесно е да отвориш, најтешко е да затвориш. А у средина е тешко да ја одржиш агенцијата, да одржиш баланс, да бидеш добар дизајнер, да имаш добри луѓе внатре во агенција и се да си работи кој што треба. Мора некаков ред да се најде. Замисли. Кока-кола. Ја знам како бренд, еден од најубавите брендови што постојат. Иако нели дисмис едно друго, да, ако правиш грешка, ќе кажам дека си направил грешка. Тоа не значи дека не те сакам, тоа значи дека само се грижам за тебе. Ова е за сите, не за брендови, за луѓе, за татко ми, за мајка ми, за сите о. Ако ме заболе кур за тебе, не ти зборам да ти ме давар си кој тебе. Толку фаќа. И не можеш да седиш само и да објаснуваш. Еве, Кока-кола, да рече, ние ќе ставиме CEO, човек што нема искуство со пијалаци, разбираш? Човек кој нема искуство како CEO, ама знаеш, добре, долго време се знаеме, другари сме. Тоа се случи, уствари, чекај, тоа се случи лани, ова време, да, Јагуар ти текнува? Не ти текнува. Толку е глупо што го заборавивме сите. Значи најлош редизајн, па ќе било вакво, ќе било концепт, ќе било оно. Братот нема работено. Тоа е агенцијата која што има нема работено во автоиндустрија никад. И очекуваш од таква персона, од таква агенција, која што работи нели по некој си у некоја комфорт зона е ставена, у некој бабл и само едното исто, copy-paste. И очекуваш од таму нешто да искочи нормално, нешто добро, нешто кое што ќе биде Не, курац, брат, искочи муда, искочи, како беше, ободин фрижидер. И како дизајн на автомобил, и како дизајн на лого. Зимаш ти Јагуар као една најболја коли на свет, нели, она ексклузивна, луксузно, не знам како, и му ставаш розева боја, бајо мој, мислиш, тоа било фешн викенд да ти емам, и Цајо го дизајнирал. Бог да fucking чувасте, истото се случува. Видела жабата се подколува коњот и она кренала ногата. Се залетуваат луѓе, многу се залетуваат на таа тема и мислат дека се што лета се јаде и после тоа криви биле клиентите, па клиентите не знаеле што сакаат, публиката нема појма што сака. Мислам, треба да си многу делулу треба да си. На големи брендови кои што функционираат со децении, со векови, че не си бил умудата на таткоти ти кога го направиле брендот, они кога го создале како таков, и ти да викаш, вие немате појма, вие сте глупи, јас знам најболje за вас. А ти си направил 5 минималистички постери у животот само, си завршил некоја академијче, и викаш, они немаат појма, ја имам појма, седи доле, не јади говна. Не можам да сватам она. Зашто слушам, знаеш, го гледаш уво колкаво, ево. Знаеш зашто е вакво, за да ве слушам подобро како квичите сите, која ќе јадам гомна за вас. Зашто не сте управо, и вака слушам боле, вака одма влага звукот уво тука, затоа е вакво големо. И за ова некој јадеше гомна, не, и за ова, да. Вакво големо увото за, гледа, како, види го машала за пача праење. Слушам ја увек све што се збори, како се збори, зашто се збори, и многу ми е интересно да ти, знаеш. И многу слушам како квичат. Сега зашто сите така квича цела година, мислам дека спомнав и у претходно видео, не сум сигурен, ама сега официјално, 20 декември, пиши датум. Само уште фраг да најдам да изнаемам фраг. И снимам првиот македонски фестивал за најлош адвертайзинг и најлош дизајн кај нас. Значи ќе ги бираме најговно кампањите.
веќе спремен е дизајнот, сакам да го измачкам со гомна од озгора. Они се палат на сертификати, на статуетки, ќе видам ако соберам доволно пари или ако нешто, уште на Patreon, за да собереме пари и да испринтаме 3D статуетки и да ги испраќаме кај компаниите и агенциите кои што работеле на најлошите дизајни во Македонија во годината 2025. На 20 декември тоа видео ќе иде лайв и ќе биде јубилејно прво. И ако више квичите, да квичите со право. Што да ви кажам друго, не знам. Една добра ствар која што сакам да ја откриам. Многу долго време ми стои у фиока. Неколку луѓе ја знаат. Скоро сум готов со проектов. Од мене ми е од преголемо значење овој проект. Сакам да видам и фидбек од луѓе сега пред да го стартувам. Пред да почнам посериозно да барам спонзори, еднодушно малце така по скапичок проект. За издавачка куќа дефинитивно сакам да соработувам со Арсламина, што таму почнав како дизајнер и сакаме првото мое дело да искочи од таму. Станува збор за логотворница, дизајн со мрежно цртање. Значи, ова да биде на малечка секси книга, од прилика нешто вака. Ова беше првиот прототип, не ми се свиѓаше и еве од прилike како некако мали Гокица замислува да оваа книга изгледа. Станува збор за една сликовница за возрастни и за деца, кај што они ќе се развиваат во луѓе кои што ќе цртаат по гридови, зашто грид is God. Толку, крај на мојот. Значи, уште од мали да почнат да развиваат таков осет за гридови, па се цртало со ваков грид, со наков грид, со типови на гридови различни ќе има внатре, за луѓето да цртаат и ќе има слободни теми, ќе има предизвици, бла 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 бла. Од прилика некои 100 страни сакам да биде, значи од тие 100 страни има јадење гомна вовет мовет едно друго, тоа е као не знам 3-4 страни ќе бидат и сакам да иде убав така 30 сантима формат, од прилика нешто. Различни гридови за цртање. Ова сакам да го лансирам во 2026 година. Таму не знам кога е сајам на книга, околу сајам на книга да искочи книгата, да направиме промоцијче едно убаво, да се подружиме, да се видиме како луѓе, да направиме муавет и да биде поприлично достапна по цена. Ајде бе сликовница, знаеш, не може сликовница да се наплаќа не знам колку многу пари, а ја не сакам да наплаќам многу пари, затоа што јас сум пораснат со малце пари и знам како е да немаш пари да сакаш да направиш нешто во животот, затоа сакам да биде достапна за сите, а не да биде достапна за одредени луѓе и луѓе да не може да си дозволат една обична сликовница да купат да ти е. Ме сваќаш, баш ако има 100 страни, ако има 80 страни за цртање, 90 страни ако има за цртање, значи за 90 цртежа ако има простор, после тие 90 цртежи треба да купиш пак, очигледно, така. Сега за тој дел не знам, треба да го размислам, да видам како ќе биде за допуна, што би се рекло, ама увек постои, нели, пушти го на фотокопир. Ама мислам дека после 90 цртежи ти више имаш осет и да го префрлиш тоа во илустратор и да работиш во илустратор, нели, сликаш со телефон, па си префрлаш у илустратор, у Affinity, и Affinity е супер, брат. Ќе зборам наредно видео, ќе зборам за Affinity. Еве, тоа ми е идејата за наредна година во врска со каналов. Знам дека касни видеото. Не знам дали виде. Еве го тука, гледаш, еве го, отворено е, распишано е, треба да го снимам. Го снимав 3 пати го утнав, не ми се свија како изгледа, не ми се свија како звучи и затоа ќе го преснимам уште еднаш, уште 2 пати, уште не знам колку пати треба да го преснимам, ама битно сакам да го завршам и да изгледа убаво, зашто ќе сакам да остане на интернет, не сакам да биде пиши-бриши со тие фајлови и со тие видеа. Не знам друго што да кажам, тој што ми го хакна Дискордот, да му ебам сестрата у пичка, фер, така? Кој тебе, друже, ако ти дошол до мојот Дискорд и до мојот канал, со 100 и кусур луѓе, да ми се напушиш од куров, само толку можам да ти кажам. Друго,
Ќе има видеа за све. Еве, сега почнуваат новогодишни кампањи, ќе има мизерија кампањи 100%, гарантирам, така да ќе има видеа и за нив. Packaging дизајн треба да го завршам до крај на декември, сакам да искочи целиот пакет за packaging дизајн. После тоа ќе идеме со не знам што. Секоја сабота од 11 сат сабајле стрим уживо на YouTube. Последниот стрим можеш да го гледаш тука горе. Тој беше интересен во 2,5 сати, три дизајни на лого. Значи еден редизајн правевме на Рамстор и два дизајни од нула. Едниот беше за другите вести кои што може да ги заследите и треба да ги заследите, и вториот беше направен дизајн според бриф од GPT. И така. Од прилика тоа е тоа со видеово. Друго не знам што да ти кажам. Ако имаш нешто да кажеш, пиши у коментар. Сподели го видеово со луѓе, лайк, шер, subscribe, join, Patreon, што ти душа сака, како ти душа сака. Мило ми е што си тука, фала ти што ме поддржуваш, фала ви што ми пишувате пораки сите, се трудам на сите да ви вратам, се надевам дека ви имам вратено, ако некој имам заборавено, пиши ми пак, не е его упрашање, сум заборел, не ми било добро или едноставно сум ја утнал пораката, пак подсети ме, не се секим сам. Тоа е тоа. Фала ти што гледаш, фала ти што си тука. До наредно видео, остај ми жив и здрав.